Индустријата ќе остане без работници, а неколку средни стручни училишта можат да се затворат. Ваква иднина не очекува доколку средношколците и понатаму останат незаинтересирани за дуалните паралелки. Е ставот на градоначалниците на Штип, Свети Никола и Пробиштип, кои денес заедно со Министерството кроеја стратегија како да ги наполнат клупите во текстилното, рударското и земјоделското училиште. Мали земјоделски фирми не можат да најдат обучени кадри, а да бидеме и искрени, и нема некоја голема воля кај средношколците да се запишуваат во овие училишта. Потребно е да се направи анализа на пазарот на трудот, а потоа да се понуди финансиска мотивација и отварање на нови училишни програми во грањките каде што веќе се чувствува недостатокот од кадар. Размислуваме и за нови програми, училишни програми, но исто така и за стимулирање на друг начин на учениците кои што потенцијално би го одбрале ова училиште за да се стекнат со соодветно знаење. Дали преку стипендии или одредени фондови, да можат да се запишуваат токму во оние струки со оглед на самата индустрија или самите капацитети кои што ги имаат општините и на тој начин да имаме поголем број на ученици, а самите компании да немаат потоа проблем при самото вработување. Секој ученик што се запишува во дуална паралелка добива стипендија од 3500 денари. Во изминатите 2 години има благо зголемување на бројот на ученици. Од вкупно 11, сега има 90 паралелки во целата држава. Друг значаен проблем што е за нашата земја тоа е иселувањето или бегањето на младите во странските држави. Мислам дека ако тие ќе се усовршат, веќе ќе имат обезбедена и работа, ќе придонесат во нивните градови. Главни причини за средношколците да немаат интерес за стручните училишта се ниските плати и лошите услови за работа.